Заев ретерира со расказот за криминалната мрежа со ликови не сакал да се стави во улога на обвинител, туку само да ги предупреди криминалците. Целта ни е да испратиме пораката, немојте да си играте играчка со парите на граѓаните. Откако од собраниска говорница, лично Заев пред неколку дена раскажа од ишимата вклучува и матични лекари кои издавале фиктивни рецепти, а во организација со аптеки им се давале лекови на луѓе без пари, кои пак потоа ги продавале во државата, но и во странство. Сега омекна во ставовите, но повторно посочи од тие истраги има. Не обвинуваме никој, тоа може само истрагата да го потврди. Виновен е оној само секако докази ако има. Наша аспирација е меѓу 1 септември и 1 октомври да ги пуштиме лековите комплетно без квоти. Тоа е сериозен исчекор. Државата влегува во сериозен ризик, но граѓаните ќе имат лекови. Јавното обвинителство не потврди, но ниту негираше дека постои предистражна постапка. Действија кои се преземаат од јавното обвинителство во предистражна постапка, согласно Законот за кривична постапка, се тајна, поради што не сме во можност да ви обезбедиме било каква информација. Останува да виси прашањето дали со ваквите јавни говори премиерот веќе и наштетил на постапката, бидејќи во случај криминалци да дознаат дека се под лупа на институциите, би можеле да уништат докази и да ги прикријат трагите. Заев пред околу 2 години имаше слична ситуација, па намерно или случајно јавно проговори за истрага за корупција на двајца владини представници. Јавноста не дозна кои се тие, а јавното обвинителство не отвори официјален предмет. До денес остана непознато и како премиерот дознава за тајни предистражни постапки на обвинителството.